Претеничката нема дополнително прашање. Ја молам претеничката Дафина Стојановска да се произнесе по одговорот добиен од министерот за здравство на прашањето што се однесува на одливот на лекари од Македонија, односно согласно член 43 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително претеничко прашање во трајање од 3 минути. Има збор претеничката Дафина Стојановска. Господине министер, како што и очекував, одговорот од ваша страна е само уште едно правдање и бегање од одговорност за вашето неработење. Да се правдате за вашиот неуспех со тоа дека претходната власт е виновна е признавање на вашата неспособност за владење. Минатата власт е минато, а вие сте реалност и сегашност. Но за жал, она што ветувавте не сте, ги излажавте граѓаните, ги разочаравте здравствените работници, а пациентите ги оставивте да чекаат по чекалните на амбулантите и аптеките. Вие дефинитивно немате никаква стратегија за задржување на лекарите во земјава, а доказ за тоа е што вашиот одговор е повторно препис од вашата програма, која што се уште не е започната со реализација. Нов клинички центар ќе биде вашето ново замајување на јавноста во наредниот период, а во меѓувреме ќе си течат само вашите тендери и договори во 4 очи, како оној последниот склучен со фирмата Феникс Фарма, доел без никаков објавен оглас предходно. Ќе направите здравието да биде привилегија само на богатите, бидејќи почнавте да приватизирате дел од јавниот здравствен сектор. Паралелно правите така спротивни и контроверзни работи, што мислам дека ни вие самиот не сте свесен за тоа. Од една страна, велите дека ќе вложувате во јавниот сектор, а од друга страна, почнувате истиот да го приватизирате. Секој ден ви протестираат доктори, медицински сестри, специјализанти, здруженија на граѓани, а вие се уште ветувате дека ќе биде подобро. Ова е само контрареплика на вашиот одговор дека вие сте институција за граѓаните и за пациентите. Ниту се покажавте како добар советник на министерот за здравство, а ниту како добар министер. Може би сте добар неврохирург, за тоа треба вашите колеги и пациенти да посведочат. Но за менаџирање на еден ресор како што е здравството, барем досега ниту се покажавте, ниту се докажавте. Затоа и од вас се очекува што поскоро да си заминете и да одберете каде ќе се вратите, во приватен или во јавен сектор. Дополнително прашање немам. Благодарам.